Значи продолжуваме со вчерашната седница, му давам збор на Горан. Увели Горан. Председателка констатира дека Нури уште не ни е приклучена. Како не е тука? Каде е? Па еве го се гледа. Јас се извинувам, не се покажа на мојот екран. Сите сме тука како што констатиравме вчера. Да. Зашто е наболедување? Се извинувам, не. Имаш галери, стај го на галери. Совка, треба да избереш опција за да ги гледаш сите или колку сакаш да гледаш. Добро. Јас се извинувам уште еднаш. Борете, само кате не е, тоа се знае. Ама тоа го кажавме уште вчера, да. Океј, ајде продолжуваме. Ајде. Се слушаме? Да. Предметот е број 12-2157/1. Тој е оформен врз основа на добиена пријава од непознат сторител. Во пријавата се наведува дека една фирма добила 41 тендер за 10 години од државни институции, односно скоро секоја година ги добива сите тендери за техничка подршка на јавната установа Младински културен центар, Национална опера и балет, Општина Штип Макфест, Универзална сала, Македонска филхармонија, Национална установа Охридско лето. Во прилог дадени се извадоци од документацијата на сите институции, кои што подносителот смета дека може да докажуваат на коруптивни действија и поврзаноста меѓу државните институции на наведеното правно лице. Од добиената целокупна документација и анализа, ДКСК не констатираше конкретни злоупотреби во постапките за јавни набавки. Ние за секој случај, за проверка на нудите, побарахме и од Комисијата за заштита на конкуренција, иако Комисијата даде општо мислење, дека непрецизна техничка спецификација, дека така како што е поставено може да се фаворизира одредени правни лица и дека ваквото постапување може да влие на конкуренцијата, сепак не констатира дека тоа ограничување се однесува на посоченото правно лице. Имајќи предвид во јавните набавки каква е ситуацијата, значи какви недоречености, какви анализи дека јавните набавки е голем ризик од корупција и тука во ова анализа за 10 години, значи направени се меѓу двете власти, нема разлика од тие власти, значи актерите се исти, само се менуваат адресовите. И затоа, како ДКСК, че препорачаме до сите државни институции да купа ваква опрема, со што јавните установи ќе го зголема својот капацитет и способност за организирање на овие настани, што на долг рок би заштедиле и средства, отколку за да наплачаат за изнајмување на опрема. Но од проверка на документацијата на горе наведените тендери на институциите, по собствена иницијатива произлезе дека за организација на новогодишната прослава на Скопскиот плоштад за 2020 година, на која настапи пејачот Дино Мерлин и други групи, прекршен е законот за јавни набавки. Поради основано сомнение дека Младинскиот културен центар, МКЦ, постапил спротивно на законот за јавни набавки, иако бил должен да спроведе соодветна постапка за јавна набавка, МКЦ не спровело јавна набавка за организација на новогодишната прослава, туку распишала јавен одит. Со ваквата постапка постапил испротивно на член 6 договорот што е склучен помеѓу МКЦ и град Скопје за регулирање на правата и обврските по основ на учество за исплатата на активностите поврзани за дочекот на нова година, кој предвидува да се спроведе постапка за јавна набавка, имајќи предвид дека без оглед на врската од меѓусебниот договор за изворот и износот на средствата за таа намена,
како и периодата на стоките и услуги кои биле набавени, бил должен да спроведе соодветна постапка за јавна набавка. Во образложението на МКЦ, зошто во изборот на коорганизатор на дочекот на нова година не е применен законот за јавни набавки, МКЦ се повикува на член 23 став 1 точка 3 алинеја 6 од закон за јавни набавки, според кој одредбите на овој закон не се применуваат на јавни набавки на услуги за купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали, наменети за аудиовизуелни услуги или радиски услуги кои ги доделуваат давателите на аудиовизуелни или радиски услуги. Во овој исклучок влегуваат и набавката на сценарија или уметнички изведби потребни за продукција на одредена програма. Сметајќи дека во конкретниот случај одредбите од Законот за јавна набавка немаат примена, МКЦ пристапило кон распишување јавен оглас за коорганизација на настава. Иако во своето предложение МКЦ се повикува на исклучоците од Законот за јавни набавки, исклучокот не се однесува за набавка на техничка опрема неопходна за продукција на програмата и за ова требало да се спроведе редовна постапка согласно со закон. Хонорар од околу 84.000 евра за настап на пејачот Дино Мерлин е обезбеден од приватни спонзори, а не од градскиот буџет. И тој не влегува во сумата платена за организација на прославата. Градот нема платено динар за хонорарот на Дино Мерлин. Затоа, со горе наведеново, и предлагам на комисијата предметот пред ДКСК да се запре и да се достави иницијатива за кривично гонење до јавното обвинителство за организиран криминал, но да се достави иницијатива за одговорност на одговорното лице на институцијата до градот Скопје, односно институцијата што го именува ова лице. Само да кажам дека вкупната сума вкупно дочекот на нова година на Скопскиот плоштад коштала скоро 250.000 евра, односно 241.000 евра. Градот Скопје има платено 9.660.000 денари за организација на настава. И затоа и предлагам на комисијата, горе што наведов, иницијатива за кривично гонење до јавното обвинителство за организиран криминал. Колега Горан, требаше тука да само да споменеш дека предметот заведен е ревизорскиот извештај во За овој за мислењето на ревизорот? Да. Мислењето на ревизорот, пардон. Епа само да споменам дека мислењето што имавме од експертите е направена техничка грешка и заведена како предмет и затоа предлагам тој предмет да се спои со овој предмет, односно да се влезе во предметот на овој што го презентирав. Бројот беше 1969. Да се спои со овој предмет. Добро, колку што се сеќавам на колегиум разговаравме и да побарам исто така иницијатива за одговорност на ова лице, така? Да, горе тој е во иницијатива, кажан иницијатива за кривично гонење и иницијатива за уште еднаш да го повторим. Океј. Одговорност до институцијата што го именува, односно град Скопје. И сега, евака јавно само нешто да имам дилема за приватниве спонзори, во договорите кои што ги имаат со град Скопје, таму стои доверливост. Но ние податоците ги добивме од Министерството за финансии, од Трезор. Дали да се спомнува со име и презиме фирма? Не, тоа што е доверливо нема, истражните органи ќе си најдат, се што им треба, ние нема тука што јавно да ги кажуваме. Тоа е тоа. Кој е за предлогот на Горан за поведување на иницијатива за одговорност пред надлежен орган и за поведување на иницијатива за кривично гонење пред јавно обвинителство?
констатирам дека предлогот е усвоен. Добро, и уште еден предмет што мене ми остана од вчера, а се однесува на пријава во време на избори, во време на изборен процес. Ова е предмет со број 12 3239 од 2 септември 2021 година. И овој предмет е оформен врз основа на добиена пријава од непознат подносител по електронски пат. Во пријавата се изнесени сомнежи за изборни нерегуларности кои се однесуваат на подрачна единица при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Ресен, каде според наводите се вршело влијание врз избирачите од страна на лице вработено во општината, кој што бил инаку председател на огранокот на политичката партија БЕСА, како и од страна на уште едно службено лице кое што било член на Советот на општина Ресен како представник на истата политичка партија. Влијанието наводно се вршело, според наводите, се вршело на начин што именуваниот председател на огранокот на политичката партија бил ангажиран во подрачната единица со договор за дело, односно вработување на определено време, при што од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство бил назначен да распределува картички за нафта на земјоделци и правни лица од општина Ресен, што го вршел во присуство на именуваниот советник од општината Ресен, кој подолг временски период бил присутен во просторите на подрачната единица. Картичките за нафта се распределувале без определен распоред, односно редослед, односно без да се следат критериумите и процедурите за тоа, а за возврат се барало од земјоделците да гласаат за политичката партија БЕС, а ова се вели во пријавата. Со цел да ги оствариме нашите законски надлежности за овој конкретен случај, одржавме состанок со вработените од Државниот инспекторат за земјоделство, од кој што побаравме нивно надлежно постапување со цел да се проверат наводи, а и до ДКСК да се испрати записник од спроведен вонреден инспекцијски надзор со прилог докази. Понатаму се обративме до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, која што е всушност одговорна за условите под кои се доделуваат картичките, и побаравме информација во однос на тоа под кои услови се доделуваат картичките, на кои правни лица, понатаму фотокопија од актите, договорите за соработка помеѓу платежната агенција и Министерството, односно цела потребна документација која се однесува на овој случај. И обете институции постапија по нашите барања и ни доставија дополнителна информација. Инспекторатот постапи, до ДКСК достави записник и од записникот утврдивме, од сите овие документи, утврдивме дека поддршката на трошоците за набавка на горива за земјоделска механизација е наменска помош за компензација на дел од трошоците на земјоделските стопанства за набавка на гориво, која е во висина до 50% од трошоците, но не повеќе од 100.000 денари по земјоделство. Од документацијата на агенцијата утврдивме дека има уредба со која се уредуваат поблиските критериуми за директни плаќања за корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања. Ова уредба ја регулира и висината на помошта за секој земјоделски производ одделно, а надлежна за спроведување на оваа уредба и за оваа мерка е всушност Агенцијата за финансиска поддршка. Исто така го видовме и упатството за корисници за постапки за спроведување на правилникот за начинот и постапката за спроведување на програмата, од кое произлезе дека распределбата на картичките всушност е во исклучителна надлежност на подрачните единици на Министерството. Значи, агенцијата кажува како, а спроведуваат подрачните единици. До Министерството за земјоделство доставивме барања за одговор, како се назначени овие одговорни лица за делење на картичките, и од одговорот на нашето барање се утврди дека министерот е тој кој што ги назначува. Тој назначил две лица, од кои едното е лицето всушност споменато во пријавата, кое што било и председател на огранокот на партијата во тој град.
Понатаму ДКСК побара увид во неговиот договор за вработување и констатира дека лицето е вработено во подрачната единица врз основа на договор за вработување склучен помеѓу приватната агенција за вработување Контакт Бизнис од Скопје и самото лице. И во членот 3 и 5 стои дека ова лице се отстапува на работа на место помлад соработник на подрачната единица во Ресен заради зголемен обем на работа. Ние се уверивме дека ова лице е член и председател на политичката партија БЕСА од јавно достапни информации, но и од разговорот што го имавме со министерот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кој го потврди наводот дека ова лице е член на политичката партија и утврди дека неговото вработување во подрачната единица е согласно Закон за приватни агенции за вработување. Тој изјави дека морало така да постапи, затоа што од страна на Министерството за финансии не била обезбедена согласност за вработување на неопределено време. Иначе, времето за ангажирање на ова лице е од април до декември 2021 година, што донекаде се поклопува и со изборниот циклус. Министерот не даде податок за условите под кои лицето Блерин Бесими било вработено во подрачната единица во Ресен, заради тоа ДКСК продолжи понатаму и побара инспекцијски надзор од Инспекторатот за труд. Инспекторатот изврши вонреден инспекцијски надзор и со увид во записникот од извршениот вонреден инспекцијски надзор утврдивме дека лицето засновало работен однос во приватна агенција за периодот од април до крајот на годината со полно работно време и склучил договор за вработување на работно место помлад соработник. Со увид во записникот исто така утврдивме дека лицето било отстапено да извршува работни задачи на работно место под шифра УПР 01 Б04, за кое како посебни услови за вработување е предвидено високо образование, економски или правни науки или растително производство, а споменатото лице имало завршено високо образование, меѓутоа за јавна администрација, што не соодветствува со потребниот вид на образование. Со ова уште еднашка се потврди она што повеќе пати сме го зборувале за начинот на вработување преку агенции за приватни вработувања, дека всушност тоа е продолжена рака за вработување на партиски кадри без оглед на нивниот вид на образование. Ние како комисија сме укажале за ова и сме предложиле да се укине ваквиот начин на вработување заради тоа што доведува односно го става во ризик дискреционото овластување, односно се доведува министерот во состојба да ја злоупотреби својата дискреција. Доколку овој министер не беше сега во позиција да даде оставка, ние ќе побаравме иницијатива од владата за негова одговорност, меѓутоа сега тоа во оваа ситуација би било безпредметно. Со тоа предлагам постапката по овој предмет да се запре и предметот да се затвори архивир. Само пред да се запре постапката. Кога би бил министерот активен, би барале утврдување одговорност. Причините на што се однесуваат, бидејќи пред тоа што да постапиме ние, се разјаснивме. Значи, инспекторот требал да преземе мерки ако не е соодветно со соодветно образование. Значи, не сме ние тие што на тоа треба да укажуваме. Ако пропустот е тоа, дека е законски возможно е возможно. Ево вчера имавме прилика да читаме дека во општина Тетово некој бил во Германија 8 години земал плата, значи има уште полошо. Дека тој може да ангажира луѓе преку агенции за приватни агенции за вработување, порано се викаа привремени, тоа не е спорно, уште стои во закон. Дека истите лица кога се ангажираат на почетокот имавме дилема дали тие лица можат да потпишуваат и да носат одговорност. На почетокот имаше дилема, после се одлучи дека тие исто носат одговорност додека ги извршуваат работните задачи без оглед на нивниот статус. Значи тоа е тука. Тука во случајот е спорно, она што боде очи е спорно, дека во период што се поклопува со изборен период, се вработува лице кој е председател на огранокот на истата партија од кој што доаѓа министерот и кој што има несоодветно образование со цел да ги дели картичките и истовремено да агитира.
Ние не можеме да докажеме дали тој агитирал или не агитирал, меѓутоа не требало да се води сметка за начинот на вработување на лице кое што нема соодветно образование. Меѓутоа сега е безпредметно да се зборува за тоа, бидејќи министерот не е веќе министр. Тоа јас кажав, тоа е работа на инспекторот. Ако инспекторот не укажал на тоа дека се пополнува работно место спротивно посебните услови, значи инспекторот во овој случај е поодговорен од министерот. Значи треба да ги гледаме вака работите. Ни се случуваат големи дупки во системот и на крајот ние мора да укажеме дека е тоа не е наша работа веќе, ние сме укажале со анализа и со факти, а другите органи кога инспекторот така утврди навреме требал значи да покренува иницијатива против министерот и да укажува за тоа да се поправува. А дали бил политичко лице или бил од ограното преку агенции за привремени вработувања, секогаш вработувањата биле во полза на вработување на јасно. Па затоа и постои тој вентил, затоа што е функција на Затоа политиката. сега во измените, во новиот закон е прифатено дека нема веќе да го има, како можност и очекуваме, се надеваме дека така и ќе се поправи. А коруптивно она што картичките не се поделени како што треба или се поделени или имало влијание, тоа веќе е коруптивно однесување. Затоа предлагам ако по овој основ има можност да се покренува било што, нека се покрене. А ако нема не, сега што да покрене. епа. Не може да што мислам. Ево инспекторот што проверил, инспекторите зашто не постапиле на време? Да укажуваат и да го отстрануваат проблемот. Инспекторот постапил по вонреден инспекцијски надзор баран од нас. Да, ама зашто не покренал, тој има исто можност да покрене, да поништи такво вработување и таков договор. Добро, ќе кажеме упатување едно до инспекцијски совет и тоа е тоа. Јас истото, задниот дел ми го презеде Нури во разговор, значи ние имаме можност да покренеме постапка, значи не постапка, туку одговорност до судскиот совет за непостапување на инспекторот по откривање дека не е спроведено како што треба постапката за вработување. Добро, ова не е прв случај кога инспектор за труд ни утврдува несоодветна постапка, ние не сме покренале за инспекторот, него тоа го користиме чисто знание за нас. Имавме покренати и за инспекторот до инспекцијскиот совет, каде инспекцијскиот совет се огласил дали има место за покренување некоја постапка од инспекторот или немало. Но во конкретниот случај ние тоа треба да го направиме до инспекцијскиот совет, а додека министерот и да беше министер, ние ја се сложувам со Нури, таму не можевме ништо да покренеме до министерот, додека влијанието, дали тој ги дел картите и влијал врз гласачите, и тоа не може да се докаже. Ние само ја видовме постапката, значи картичките се согласно законот определени на лица кои имат потреба од тоа, кои доставиле барања, и тука немаше никакви неправилности при одредување на лица кои ќе ги добиват картичкиве. Ние само да го поменам, имаме уште еден таков предмет отворен за претходните години, каде што бараме да се врши ревизија за тој дел, баравме од Министерството, па тие ни враќале се од органот ќе бараме кои ги одредиле, така да уште ќе видиме начин на постапките, додека во конкретниот случај, фактички, тука во постапката ништо не е откриено, влијанието не може да се докаже, сега лицето само во делот на вработување, што не е соодветно. А што треба да се открие друго, бешим се? Значи, што треба друго да се открие кога гледаш дека имаш несоодветно лице поставено? Прво, второ, тука не е надлежен картичките мора да се делат. Картичките веќе беа одредени кој ќе ги добие. И тоа мора да се делат. Не е битно сега дали имаме секој ќе ставаме од јавна администрација, пишува со какво образование треба. Ама тоа е веќе друга работа, тоа таа работа ја зборувам јас. Значи тој дел министерот му давал задача да ги Па даде партиска задача, да. И па се партиска или не партиска, тука не можеме, ние се бориме за департизација на администрација, не се бориме за партизација, прво. Второ, инспекторатот за труд нема што понатаму, затоа што управен инспекторат треба да постапува, меѓутоа завршена е приказката, џабе е муабетот,
А нормално, пошто е утврдено во законот и во уредбите и во упатството дека министерот е тој кој што назначува, Министерот не. спаѓа на министерот. Да беше поинаков случај ќе и па вие искажете се Било против. како било, ние Ајде имаме сега. поставката ќе ја запираме но добро. Епа ќе ја запираме, беше да се меѓутоа ова е разјаснат случај што работите, треба да се но знае. во предлогот јас истото предлагам како Нури да се до инспекцијскиот совет да се достави на разматрање за инспекторот. Значи, и него прифаќам тој предлог. Во записникот стои кој е понатаму надлежен инспектор. Не може ние да си играме играчки сега. И на крајот на денот можеме тоа да го разговараме на колегиум, тоа не е сега заклучок за усвојување. Добра, другите случаи претходно имаме нешто сега. Имаме пуштено до судски Значи, совет. кога се сомневаме во работата на инспекторот, бараме во... Па тука не е сомневање Надзор. за работа на инспекторот? Молам? Не е сомневање тука за работа на Па имаш инспекторот? документи, Не имаш покринал никаква посебни постава. услови, имаш посебни услови, дали се исполнети, не се. Имаш вид на образование, вита или не, немаш што тука, нема филозофија. Очигледно е дека си поставува свој човек од април до крај на годината да седи тука и кажува за партијата. Тоа е многу едноставно. Не навлегуваме во тоа. Навлегуваме во толку колку што дека ова беше начин со агенциите за привремени вработувања, дека тоа треба да се искорени, Нури кажува дека го нема више во тоа и да се надеваме дека ќе одиме напред. Нема што Тоа веќе Ама бавно. Ние од ние март сега му падна- даваме сосема друга конотација. Не ја му даваме дека министерот бил. Не е проблемот во тоа крајно. Ние секогаш укажуваме и другите надлежни органи. Кога постапуваат согласно законот за инспекцијски надзор, имаат големи и опширни надлежности како треба да постапуваат понатаму. Тие инспектори досега во многу случаи прават записник, констатираат неправилност и не продолжуваат. Затоа не Тоа треба да сакам продолжи. да го земеме тоа. Ако тој инспектор кажал дека е управен инспекторат, сам има обврска да го препрати до управниот инспекторат, а не го Добро. преку нас. Ако Ова така беше ќе може целта. да продолжиме понатаму и да видиме како постапил тој, дали упатил, не упатил, дали кој е одговорност инспекторот, нека оди тоа понатаму, немам ништо. Не да се продолжи, нека се затвара кај нас само да се проследи до инспекцијскиот совет. И ништо друго. Добро, ќе ги уште еднаш ќе ги прочитаме записниците, ќе го провериме законот, па после ќе ги испратиме. Ја немам дилема ако е некој одговорен, не се исполнил одговорноста и да му испратиме било што. Меѓутоа тоа сакам да биде издржано, да не биде туку така. Како и да е, мојот предлог беше за запирање на оваа постапка. Добро. Со тоа оваа седница заврши, за оваа година завршивме со седници. Здравје Боже Господе, следната година уште повеќе. Ајде се гледаме. Значи, Честит празници на новогодишни сите. празници за сите. Да. За медиумите. Немаше више предмети. Се договоривме да нема. Да. Добро. Што сакам да кажам, значи ние имаме уште некои дилеми што треба да си ги расчистиме на колегиум. За кратко ќе имаме колегиум и така, ќе продолжиме. Океј. Поврзани со организацијска работа на секретаријатот. Ајде, чао.